Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во глава 6 од ова Евангелие читаме за следните настани. Господ Исус се враќа во Назарет и ги праќа 12 апостоли да проповедаат. Тие му даваат извештај за нивната мисија. Тој преку чудо нахранува над 5000 луѓе, оди по вода, прави чуда во земјата Генесаретска и слично. Исто така, во оваа глава е запишана и смртта на Јован Крстител, кој бил убиен по наредба на Ирод, со цел да ја задоволи желбата на Иродијада. Исцелување на болните во Назарет. Започнуваме со читање на стих 1. Па излезе од таму и дојде во својот крај, а по него одеа и учениците негови. И кога дојде саботата, тој почна да поучува во синагогата и мнозина што слушаа, се чудеа и говореа: откаде во него ова? И каква е оваа мудрост што му е дадена, да такви чуда стануваат преку неговите раце? Потоа, во стих 3 е опишена реакцијата на луѓето во Назарет. Не е ли тој дрводелецот, синот на Марија, братот на Јаков, Јосија, Јуда и Симон? И не ли се овде помеѓу нас сестрите негови? И се соблазнија заради него. Овој настан е запишан и во Евангелието според Лука, глава 4. Оние кои ја критикуваат Библијата, велат дека станува збор за контрадикторност. Тврдат дека тоа што го пишува Марко е спротивно на тоа што е запишано од страна на Лука. Но нема контрадикторност, бидејќи станува збор за две различни посети на Господ Исус во Назарет. Мислам дека тој многу почесто се враќал во Назарет, но само овие две посети се запишани во Евангелијата. Во Лука 4 читаме за првата посета, каде е запишано дека Господ Исус бил сам, но во Марко 6:11 читаме дека тој е со неговите ученици и ги испраќа во мисија. Исто така, при неговата прва посета на Назарет, Господ Исус не направил чуда, а тука е запишано дека исцелил неколку луѓе. При првата посета, луѓето сакале да го убијат, а во Марко е запишано дека останал во таа област одреден период. И во двата случаи влегол да поучува во синагогата, но неговите учења не биле прифатени од луѓето. Имајќи го сето тоа на ум, можеме да бидеме сигурни дека нема контрадикторност во Библијата во однос на Исусовата посета во Назарет. Првиот пат кога си заминал од тој град, отишол во Капернаум, град кој станал центар на неговата служба, а потоа повторно се вратил во Назарет. Затоа во стих 1 пишува дека се врати во својот крај. Тој имал навика секоја сабота да ја посетува локалната синагога, на местото каде што престојувал, бидејќи сакал да ги поучува луѓето кои се собирале за заедничко богослужение. Луѓето биле восхитени од неговите поуки. Со други зборови, неговите дела и чуда биле причината поради која жителите од неговиот крај биле вчудовидени. Затоа почнуваат да поставуваат прашања, бидејќи не можат да поверуваат дека некој како него може да потекнува од Назарет. Најверојатно погледнале кон себе и помислиле дека како народ тие немаат капацитет за такво нешто. Не поверувале во оној кој бил еден од нив и со тоа, на некој начин, тие немале вера и во самите себе. Овој текст исто така открива дека Марија има и други деца. Тие се полубраќа и полусестри на Исус. Се спомнува Јуда, не Искариотски, кој е авторот на едно новозаветно послание. Луѓето се соблазнети поради Христос, бидејќи, иако мислеле дека го познаваат, сепак тоа не е така. Мислам дека и денес постои таква опасност. Луѓето само да мислат дека премногу добро го познаваат Исус. Немојте никогаш да помислите дека доволно добро го познавате. Тоа е проблемот на луѓето во Назарет. Знаат само дел од неговиот живот, бидејќи го гледале како расте во нивниот град. Забележете што пишува во стих 4. А Исус им рече: пророкот никаде не е без почест, освен во својата земја, меѓу роднините и во својот дом. Има една изрека која многу добро го опишува ставот на овие луѓе. Експертот е човек како сите нас, само не потекнува од истото место како и ние. Ние луѓето сме склони да имаме многу повисоко мислење за непознатите, отколку за своите.
Тоа е една од причините зошто некои свештени лица не сакаат да служат во местата од каде што потекнуваат. Можеби затоа некои свештеници имаат поефективна служба во други области, отколку во својот роден крај. Но забележете што се случува во следниот стих. И не можеше тука да изврши никакво чудо, освен што излекува малку болни, полагајќи ги рацете врз нив. И се чудеше на нивното неверие, па одеше по околните села и поучуваше. Ова е многу важен текст, бидејќи пишува дека не можеше да направи чуда помеѓу нив поради нивната невера. Единственото ограничување за семокниот Бог е неверата. Верата е единствениот услов за да ја доживееме Божјата сила. Во познатата глава 53 од книгата на Исаја, пророкот започнува со зборовите. Кој поверува на тоа што го чул од нас и кому му се откри силата Господова? Кој ќе поверува во Господ? Ако не поверуваш, си ја скратуваш можноста Бог да действува во тебе. Како и во тоа време, така и денес, неверието е главната пречка за Бог силно да се објави во нашиот живот. Во стих 6 пишува, се чудеше на нивното неверие. Во Евангелијата читаме за два случаи кога Господ Исус бил зачуден од нешто. Првиот пат е тука, а вториот е настанот во Матеј 8:10, кога се чуди поради верата на стотникот. Таму стои запишано, кога го чу тоа, Исус се восхити и им рече на оние што врвеа по него. Вистина ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. Потоа се запишани неколку зборови на кои често не обрнуваме внимание, бидејќи не ни изгледаат важни. И обиколуваше по околните села и поучуваше. Ова е многу важно, особено за оние кои се вклучени во служба за Господ. Има луѓе кои не сакаат да служат во мали места, туку сакаат големи градови. Низ годините, неколку пати ми беше поставено прашањето: зошто сакаш да одиш во мали цркви? Зошто не одиш само во големите? Причината за тоа е што одлучив дека ќе одам таму каде што ќе ме повикаат. Секој пастор на црква во која сум служил може да ви потврди дека пред да дојдам да служам во неговата заедница, никогаш не сум прашал колку луѓе има во црквата, ниту пак сум прашал дали ќе ми платат или ќе ми покријат патни трошоци за тоа што ќе дојдам да им служам. Тоа е така, бидејќи сметам дека тие аспекти од службата не се важни. Не велам дека другите треба да го следат мојот принцип, но јас одлучив да се водам според тие принципи. Мислам дека со тоа што оди да проповеда во селата, Господ Исус остава многу важен пример за нас денес. Замислете, славниот Господ, Синот Божи, бил тука на земјата. Тој можел да побара да има јавен настап во Колосеумот во Рим. Токму тоа би го направиле некои луѓе денес, бидејќи патат од мегаманија. Таквите мислат дека мора да имаат голема публика пред себе за нивната служба да биде ефективна. Сакам да спомнам еден пример кој го слушнав пред многу години, а верувам дека ќе ни служи за поука. Станува збор за настан од животот на доктор Скофилд. Тој бил поканет да зборува во црква во Северна Каролина. Кога пристигнал, младиот проповедник му се извинил затоа што таа вечер, поради дождот, на богослужба дошле мал број на луѓе, околу 20-25 луѓе. Младиот проповедник се приближил до доктор Скофилд и рекол: "Извинете што денес пред вас имате толку мала група на луѓе кои ќе ја слушаат вашата проповед." Доктор Скофилд му одговорил: "Мојот Господ имаше само 12 ученици во неговото школо и по големиот дел од времето тие беа неговата публика. Ако тој можел да има 12, тогаш кој сум јас за да барам повеќе луѓе да ме слушаат?" Ваквиот став во службата му е угоден на Бог. Но време е да продолжиме со проучување на останатите стихови од оваа глава. 12-те се пратени да проповедаат и исцелуваат. Последните неколку стихови, 7 до 13, Господ Исус ги праќа апостолите во мисија. Покајанието е суштината на нивната порака. Пратени се да одат и проповедаат исто како што Господ Исус го правел тоа. Тој им вели: "И ги повика 12-те и почна да ги праќа по двајца. Им даде власт над нечистите духови. Па им заповеда да не земаат ништо за попат, освен по еден стап, ни торба, ни леп, ни пари во појасот, но да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки." Зошто им го вели ова?
им кажува да патуваат без да носат нешто со себе, а тоа треба да им даде до знаење дека треба итно да одат во мисија, дека е важно да не го загубат фокусот, но и дека треба да научат целосно да зависат од Божјата грижа. По некое време, Исус ќе им дозволи да носат лични работи, бидејќи ќе одат на подолго патување. Во Евангелието според Матеј пишува дека тие се пратени само кај изгубените овци од домот на Израел. Им беше кажано да прифатат гостопринство, ако им биде понудено. И им рече, ако влезете негде во куќа, останете во неа се додека не си отидете оттаму. А ако негде не ве примаат, ниту ве послушаат, што ми излезете оттаму, истресете го правот од нозете своји, ним за сведоштво. Оваа мисија е сериозна, но и возвишена. Ако луѓето го прифатат нивното учење, ќе се соочат со светлината, а ако го отфрлат, ќе отфрлат Божјата благодат и ќе се соочат со неговиот суд. Истото важи и за нас денес. Тие појдоа и проповедаа покаяние. Изгонуваа многу нечисти духови и многумина болни помазуваа со масло и лекуваа. На учениците им беше дадена задача да проповедаат покаяние. Чудата треба да бидат потврда за нивната порака, а мисијата е ограничена само кон израелците. Тоа е начинот на кој мисијата треба да се одвива и денес. Нашата порака треба да содржи повик кон вера и покаяние, но таа порака е за сите луѓе, без разлика на нивната етничка припадност. Смртта на Јован Крстител. Во стих 14 читаме за смртта на Јован Крстител. И Матеј пишува за овој настан, но во Марко е објаснето подетално. Исус станал популарен кај народот. Не само обичните луѓе, туку и Ирод слушнал за него, но реагирал многу чудно. Јован Крстител бил погубен пред да се случат настаните за кои читаме во оваа глава. И затоа мислам дека Ирод имал таква суеверна реакција кога дознал за Христос. Еве што пишува. И цар Ирод разбра за Исус, зашто името негово беше прочуено, па рече, Јован Крстител воскреснал од мртвите и затоа стануваат чуда преку него. Ке го прочитам и стих 15. Едни велеа Илија, а други пророке или како еден од пророците. Луѓето имале многу необични реакции во однос на идентитетот на Исус Христос, а слично нешто се случува и денес. Различни луѓе имаат различно мислење за него. И во времето на Исус имало секакви мислења за тоа кој е тој. Затоа постоела одредена збунетост помеѓу народот. А Ирод дефинитивно бил уплашен. Забележете. А Ирод, штом чу, рече, тоа е Јован, на кого јас му е одсеков главата. Тој е воскреснал од мртвите. Иродијада ја пратила нејзината керка да танцува пред Ирод, бидејќи знаела дека тој е човек воден од похота. Затоа, тој и ветил дека ќе ја даде се што ќе посака. Мајката била подготвена за тоа ветување и затоа ја побарала главата на Јован Крстител. Во Евангелието според Марко пишува дека Ирод имал почит кон Јован и со задоволство го слушал, но Јован Крстител го соочил со неговиот греф, бидејќи ја земал Иродијада за жена, а таа всушност била сопруга на неговиот брат. Тие живееле во греф и Јован Крстител јавно и јасно му го кажал тоа. Бидејќи сам Ирод прати да го фатат Јован, го врза и го фрли во затвор заради Иродијада, жената на брат му Филип, зашто се ожени со неа. Бидејќи Јован му велеше на Ирод, не ти е дозволено да ја имаш жената на твојот брат. А Иродијада се озлоби против него и сакаше да го убие, но не можеше. Зашто Ирод се плашеше од Јован, знаејќи дека е тој човек праведен и свет и го пазеше. Многу беше збунет додека го слушаше, а со задоволство го слушаше. Затоа Иродијада го мразела и сакала да се ослободи од него. Затоа го смислила овој план за погубување на Јован. Апостолите се враќаат од мисија. Доаѓаме до стих 30. Апостолите се враќаат и даваат извештај за нивното искуство со мисијата. И се собраа апостолите кај Исус, па го известија за се што направиле и поучувале. А тој им рече, дојдете и вие во осамено место и одморете се малку. Зашто мнозина доаѓаа и си одеа, така што немаа кога ни да јадат. За нас денес е невозможно да разбереме колку Господ Исус бил зафатен и колку многу се барало и очекувало од него. Затоа морал да се повлече, за да одмори
и да разговара со апостолите. Исус на чудесен начин нахранува над 5000 луѓе. Сега читаме за чудото во кое Господ Исус нахранува над 5000 луѓе. Ова чудо е запишано во сите 4 евангелија. И се собраа апостолите кај Исус, па го известија за се што направиле и поучувале. А тој им рече: дојдете и вие во осамено место и одморете се малку. Зашто мнозина доаѓаа и си одеа, така што немаа кога ни да јадат. И отидаа со кораб сами во осамено место. И ги виде народот кога си одеа, и го познаа мнозина, па пеш од сите градови тргнаа таму, и ги испреварија и се собраа околу него. А Исус кога излезе, виде многу народ и се смилува над нив, зашто беа како овци без пастир, и почна да ги поучува многу. И бидејќи времето веќе подизмина, учениците негови пристапија кон него и рекоа: овде е место пусто, а и доцна е. Распушти ги, за да отидат по околните села и колиби и да си купат леп, зашто нема што да јадат. Тој им одговори и рече: дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: да појдеме и да купиме за 200 денари леп, па да им дадеме да јадат? Потоа тој ги праша: колку лебови имате? Отидете и видете. И кога видоа, рекоа: 5 леба и 2 риби. Тогаш Исус им рече на сите да поседнат на купчиња по зелената трева. И поседнаа во групи по 100 и по 50. Тој ги зеде 5 леба и 2 риби, па погледна кон небото, ги благослови лебовите и ги прекрши, и им ги даде на учениците своји, за да им ги стават пред нив. Исто така им ги раздели и 2 риби на сите. И јадеа сите и се наситија, и собраа парчиња од лебот и од рибите, полни 12 кошеви. А оние што јадеа од лебовите, беа околу 5000 мажи. Исус оди по Галилејското море. Доаѓаме до настанот во кој Господ Исус оди по вода. Ова е прекрасно чудо кое е запишано и во Евангелието според Матеј, но во Марко не е запишано тоа дека апостол Петар излегол од коработ и тргнал на кај Господ Исус одејќи по вода. Колку што знаеме, Марко го напишал ова Евангелие врз основа на зборовите кои ги слушнал од Петар. Можеби Петар со намера го изоставил тој дел, но добро е што е запишан во Евангелието според Матеј. И веднаш ги натера учениците своји да влезат во кораб и да отидат порано од него на другата страна кон Вицеида. Дури тој не го распушти народот. А тој, одделувајќи се од нив, отиде во гората за да се помоли. Приквечер, коработ беше сред морето, а тој сам на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен. А околу 4-та ноќна стража се приближи до нив и, одејќи по морето, сакаше само да помине покрај нив. А тие, кога го видоа како оди по морето, помислија дека тоа е привидение и почнаа да викаат, зашто сите го видоа и се уплашија. Тој веднаш почна да говори со нив и им рече: не плашете се, јас сум, не бојте се. И влезе кај нив во коработ и ветрот стивна. А тие многу се уплашија и се чудеа во себе. Сакам да го истакнам тоа што е запишано во стих 48. И ги виде како се мачат при пловењето. Овие луѓе се борат со силните бранови. Брановите се толку силни што дел од водата влегува во коработ и тие најверојатно помислуваат дека ќе потонат. Но текстот вели дека Господ Исус ги видел како се мачат при пловењето. Тоа многу ми се допаѓа. Не знам во каква состојба се наоѓаш денес. Може би си во некоја тешка околност, во мрачна ситуација. Може би се соочуваш со искушенија и проблеми за кои мислиш дека немаш сила да ги надминеш. Може би се наоѓаш во некоја бура и чувствуваш дека наскоро ќе потонеш. Јас имам добри вести за тебе. Господ Исус те гледа. Тој го знае твојот проблем. Не мора да праќаш сигнали за да знае дека ти е тешко и дека си во неволја. Тој знае. Затоа, уште денес треба да му го предадеш својот живот, бидејќи тоа е она што треба да го направиме кога се соочуваме со тешки времиња. Да му се предадеме целосно. Господ Исус ги видел апостолите како се мачат, а те гледа и тебе. Потоа, доаѓа кај нив и влегува во коработ, а тие се зачудени. Исус ги исцелува болните во земјата Генисаретска. На крајот од оваа глава е запишано дека Христос оди во земјата Генисаретска. Ке ги прочитам останатите стихови од оваа глава.
и кога преминаа, дојдоа во земјата Генисарецка и се задржаа таму. А штом излегоа од коработ, веднаш го познаа. Брзо ја обиколија целата таа околија и почнаа на носилки да носат болни таму, каде што слушаа дека се наоѓа тој. И каде да влегуваше, во села, во градови или населби, на крстопатите полагаа болни и го молеа да се допрат барем до полата од облеката негова. И сите што се допираа до него, оздравуваа. Мислам дека не можеме ниту да го замислиме бројот на болни луѓе кои Господ Исус ги исцелил во текот на својата служба. Пред некое време слушнав дека една црква дала јавна понуда од $1000 за секој кој ќе докаже дека бил исцелен од конкретен, така наречен исцелител. Се уште никој не се има пријавено. Интересно, зарем не? Изгледа дека денешните исцелители само прават добра пропаганда, но не исцелуваат вистински. Во времето на Исус, луѓето носели илјадници болни и тој ги исцелувал сите. Но неговите исцеленија биле вистински, реални. Тоа е главната причина поради која неговите непријатели не можеле да ги негираат чудата кои ги правел. Тука ќе мора да завршиме со нашето денешно проучување, но во следната програма ќе продолжиме со проучување на глава 7 од ова Евангелие. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.